Дојдовте во училница. Моето име е Виолета Шурбановска од Основното училиште Крсте Петков Мисирков Бистрица Битола. На денешниот час е македонски јазик за трето оделение. Наставна единица, опис на суштество, чудна приказна, превземена од Развигор, страна 116 од учебникот на авторите Весна Настоска и Љубица Стевдинска. Па трето оделенци, подгответе се. Потребен материјал за работа, тетрадка, молив и гума. Цели на денешната наставна единица се да се поттикнува да наблюдува суштества, да ги воочива, открива и забележува карактеристиките на суштествата, да се оспособува да опишува писмено и усно и да го збогатува својот речник. Што е опис? Опис или дескрипција е англиски збор, значи писмено или усно представување на карактеристичните црти на некого или нешто. Се опишуваат појави, предмети, ликови, суштества. Денес ќе опишуваме суштества животни од кои забележавте, тоа е волкот. Ќе ве замолам да го стопирате видеото и малку да го наблюдувате волкот, а потоа другото животно, зајакот. Исто така и за зајакот ќе го стопирате видеото и ќе ги наблюдувате овие суштества кои се денес ликови животни во нашата чудна приказна. При опишувањето најчесто користиме придавки. За да можеме да опишуваме некое суштество, прво треба да го наблюдуваме, па да ги откриеме или воочиме неговите карактеристики. Диво крволочно животно од фамилијата на кучињата со сивкаво крзно, кое во текот на зимата лови во глутница. Предпоставивте, тоа е волкот. Плашливо шумско животно од фамилијата глодачи со долги задни нозе и долги уши, секако тоа е зајакот. Диво крволочно животно, плашливо шумско животно. Ќе го опишуваме на најбитните карактеристики на овие суштества. Првото што опишено суштество ќе биде волк. Да видиме што запомнивме, дека е крволочен, голем, див. Што запомнивме за зајакот? Мал, плашлив, брз. Непознат, односно да го објасниме зборот крволочен, напаѓа друго животно за да се храни, и плашлив зајак се плаши лесно и изразува страв. Ова што го забележавме е вообичаено за волкот и за зајакот, но денес ќе имаме една чудна ситуација во овој текст што се вика чудна приказна. На една шумска патека се сретна волкот и зајакот. Зајакот се исправи на задните нозе и му рече на волкот. Зајакот: Еј, момче, што бараш овде? Волкот се исплаши и почна да пелтечи. Јас, знаете, простете. Зајакот налутено: Немој ти мене ова и она, зборувај веднаш или ќе ти ги скинам ушите. Волкот одвај чудно изусти. Тргнав да барам печурки за ручек. Зајакот: Леле, не ранимај ко те знам јас тебе. Дај ми лична карта. Волкот се исплаши и почна да пелтечи. Немам, жими мајка. Зајакот: А имаш ли барем ученичка книшка? Волкот: Имав, чесен збор, но ми ја зеде полскиот глушец. Зајакот: Многу лажеш, момче. Волкот молеше: Не лажам, жими училиштето.
Nemoj da me izedeš, ќе бидам добар. На зајакот му стана жал за волкот, па затоа малку му го истегна увото и му рече: Тргни ми се од очиве и никогаш да не те сретнам веќе. Среќен што остана жив, волкот безглаво се втурна кон една грмушка и се изгуби во шумата. Размислете за особините на ликовите во текстот. Забележавте дека ликови денес се животни и по нивната сенка ќе ги препознаете волкот и зајакот. Како е представен волкот само во ова приказна што носи наслов Чудна приказна? То е исплашен, несреќен, понижен, очаен. А каков е зајакот? Во однесувањето кон волкот, кои особини ги покажува зајакот? Што те чуди во ова исто така чудна приказна? Зајакот е бел, мал. Горд, решителен, упорен, храбар, луд. Забележувате дека на овој слайд е зајакот, па треба по малку, една минутка наблюдување, треба да повториме, односно со кој помош на што се забележува при описот на суштеството, односно на што треба да обрнеме внимание. Неговиот изглед, тоа значи надворешен лик одраз на нешто. Големина, димензија, величина. Боја, изглед на кожата, надворешност. Движења, брзина или начин на действување. Како јаде, се храни, внесува храна. Се лути, лесно се лути, опасен. Се гали, милува, разгалува. Какво е кога е гладно, гладен, ненајаден. Како игра со други животни, се занимава во играта. Завршна активност од часот е одбери, доврши, дополни. Да се обидеме да ја пополниме правилно, да одберете зборови од дадените за да ги опишеш особините на зајакот. Крзно, пердови, мали, големи, задните, предните, трчање, одење, крупна, ситна, моркови, зелка, месо. Текстот што се појави е тоа што ќе го опишуваме зајакот, но овде ќе го споредиме со мечката, со тоа што таа е крупна, а зајакот знаеме дека е ситна животинка. Ќе го застопирате видеото и ќе ја направите активноста. Потоа ќе ги проверите вашите одговори, односно ќе се направите самопроверка. Текстот гласи вака. Мечката е крупна, а зајакот е ситна животинка. Телото му е прекриено со крзно. Зајакот има долги уши, па затоа многу добро слуша. Подолги му се задните нозе и затоа брзо трча. Бидејќи зајакот има мощно развиен слух, навреме го насетува непријателот и се спасува со трчање. Зајакот јаде моркови и зелка. Тој е штетен, зашто ги уништува посевите и кората на младите дрвца, но и полезен, затоа што луѓето го ловат поради вкусното месо и убавото крзно. Омилено јадење, моркови, доста е брз и неговото специфично крзно. За домашна работа да го опишете волкот како што го опишавте зајакот. Ви благодарам на довербата.